Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија е како функционира де факто тајните служби на Балканот. Останете со нас 50 минути, нема да зажалите. Красимир Каракачанов за прв пат во јавноста проговорил за таа тајна посета на основачите на ВМРО ДПМН пред 21 година во Софија, пред да биде формирана таа партија. Пред првите избори во Македонија од 1990 година, делегација на тогаш формираната ВМРО ДПМН, предводена од Драган Богдановски, доаѓа во Софија и има средба со највисокиот тогашен државен врв на Република Бугарија, господинот Желев и така натаму и така натаму. Тоа покажува дека бугарската држава уште тогаш пред 20-21 година има блиски релации со таа партија. Значи, те сами дојдоха. Те сами дојдоха с Драган Богдановски, јас се познавам още од 88 година. Сега друг е въпросът, че 88 година, септември, като се запознахме с него, той след това ме предаде на УДБА и те ме търсиха да ме арестуват в Македония. Значи Драган Богдановски има предадена на УДБА во Македонија. 100%. Това го знам и даже като дойде на аерогарата в София, и аз го посрещам. Значи 90-та година пред изборите, по Македонија вие значи го сретнувате тука. И го питам, помниш ли ме? И той каза, помняте, ама стана грешка тогава. Викаме, каква грешка, ти ме предаде на УДБА, щеха да ме арестуват. Грешка. Колку се тешки, колку се основани те обвинувања на Красимир Каракачанов на адреса на првиот основач на ВМРО ДПМН, господинот Драган Богдановски, дека бил соработник на југословенската УДБА. Тоа е таа прва екипа која учествува во формирање на ВМРО ДПМН, партијата која е најмокна партија денес во Република Македонија. Нова средба во Софија, значи доаѓа Драган Богдановски, доаѓа Јаковлевски, доаѓа Стојче Наумов, значи луѓето кои учествуваат или се едни од таа група од 5-6 луѓе кои учествуваат во правење на таа партија. Сега, значи, пак казвам, тези хора дојдоха во Софија за да се срещнат с българския президент, с българския външен министър, с депутати, с политици, с една идея да се подпомага процеса на независимост на Македонија. Тоа беше тајна средба во тој момент. Се уште многу малку се знае. Тоа всичко беше тајно тогава. По принцип, много неща малко се знаят, много неща още рано да се говори за тях, но пак казвам, тези хора това беше пролетта. Беше март, февруари, март, нещо такова като време. Поискаха среща чрез едни мои приятели, обадиха ми се на мен, тъй като аз се познавам с Драган Богдановски. Клучното прашање кое тука се поставува е дали бугарските тајни служби стојат за таа посета на основачите на ВМРО ДПМН на Софија пред 21 година и логиката е многу едноставна. Ако Каракачанов бил тогогодишен соработник на бугарските тајни служби, ако тој официрот за врска за доаѓање на таа делегација во Софија, дали бугарските служби де факто стоеле за таа посета? Вие бевте домакин, значи, на тие средби. Да не кажеме домакин, ами като така човек, който им врска да им направи контакт, защото никой не ги познаваше в България. Има средба со Желев, има средба со Димитар Попов. Димитар Попов, тя беше най-така важната среща. Каракачанов била дека на тие средби кои тогашната делегација на ВМРО ДПМН, луѓето кои формира ВМРО ДПМН и имат со врвот на Бугарија, Попов, Желев и така натаму, е постигнат начален договор дека Бугарија би интервенирала во Македонија ако евентуално Југословенската народна армија изврши инвазија на Македонија или се случи тоа што се случи во Хрватска и во Босна и Херцеговина. Значи договор нема разписан специјален, такъв договор няма, но логично е тези хора да дојдат во Българија. Меѓутоа имаше некој начален така, договор. Тогава Димитар Попов гарантира, нали, че ако Югославија си позволи да направи агресија в Македонија, Българија ще използва всички средства, дипломатически, политически, за да се противопостави. Секогаш во воздухот лебдеше дилемата дали бугарските служби финансиско ги имат помогнато формирањето на ВМРО ДПМН. Значи 20 години постојано се говори дека Љупчо Георгиевски е човекот кој има бугарски интереси во Република Македонија, а не знам господин Богдановски, господин Јаковлевски, останатите се македонски патриоти кои се различни од Љупчо Георгиевски. На таа средба всушност доаѓаат големите патриоти Богдановски, Јаковлевски, Стојан Наумов и така натаму, а не доаѓа Љупчо Георгиевски. Тогава Љупчо Георгиевски 90-та година по това време не беше фактора. Фактора във ВМРО ДПМН си беше Драган Богдановски. И тој доаѓа во Бугарија. Разбира се, нормално е.